Солити и осветување на славскиот колач Штипјани денес молеа милост од заштитникот на градот Свети Никола. Ти го принесуваме, Господи, овој дар, прими го во Твојот небесен жртвеник и испрати ни ја Твојата божествена благодат и дарот на Твојот свет дух. Амин. Организирана прослава за Свети Никола има последните неколку години, но култот на овој светител во градот се почитува од памтивека. Свети Никола за христијаните е голем некогаш човек, сега значи светец, тој помогал на сиромасите, сето своје богатство го подарил на народот, живеел за луѓето, творил, стварал. Како што гледате масовно посета, тоа е еден свечен празник за нас, за сите, и треба да го поштуваме, традициите го карактеризират човекот. Ние сме стари луѓе, тоа го цениме. На свечена академија пак беа доделени општинските награди Свети Никола. Добитник на орден од годинава е академик Жан Митрев, човекот кој ги удри темелите на кардиохирургијата во Македонија, а кој годинава подари 4 куќи на општината споменици на културата. Најважно е да правиме нешто добро за сите околу нас, онака како и колку можеме. Јас се трудам тоа целиот мој живот и сето ова ми значи многу и така сум, морам да признам, и емотивно, веќе допрен со сето ова. Признанија добија директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојановски, директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасески, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој Билјана Вукелик, новинарот Љупчо Шатевски, професорот на УГД Борче Крстевски и вработените во локалното одделение за јавни набавки. Во изминативе неколку години во општината Штип инвестиравме преку 75 милиони денари како Агенција за млади и спорт за изградба на голем број на спортски објекти. Веќе во следниот период во новата програма на Агенцијата за млади и спорт предвидени се изградба на 3 баскет игралишта, 1 скејт парк и затворен пливачки базен со ватерполо димензии. Ова е признание со кое што нас не означуваат за личности кои што сме помогнале за овој град, кои што сме помогнале во инфраструктурното разубавување на градот. Тоа е за нас само предизвик плюс и едноставно поттик да и понатаму се вложуваме во нашето професионално унапредување и унапредувањето на она што значи разубавување на градот, инфраструктурно уредување и секако помош на градоначалникот во остварување на сите негови проекти. Ја користам оваа прилика да им посакам многу успех, да работат уште повеќе за добро на целата држава, но и на општината, да направиме уште повеќе убави дела, како што правил Свети Никола. Светецот, чиј спомен денес се празнува, е еден од најпочитуваните светители во христијанскиот свет, а се смета за заштитник на морнарите и сиромашните. Името Никола е трето најчесто име во државата и така се викаат дури 15.800 лица, од кои близу 6.000 се во источниот регион.